Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, драги слушатели, поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надежта од Кавадарци. Ја започнуваме и ова наша денешна емисија по наслов Извор на надеж. И денеска за вас приготвивме интересна содржина. Верувам дека ќе ви се допадне. Ќе започнеме со молитвата Татко наш. Ќе имаме избрани или одбрани христијански песни, читање од Библијата, одбрани библиски текстови, потоа кратка духовна порака која денеска носи наслов Верата како лично уверување. Потоа ќе видиме рекламата на Дописата библиска школа и ќе ви понудиме бесплатно свето писмо. На почетокот би сакал да ова емисија започнеме со еден библиски текст кој го наоѓаме во Посланието до Римјаните, 15 глава, стих 13. Еви што кажува апостол Павле: а Бог на надежта да ве исполни со радост и мир во вера, за да изобилувате во надеж преку силата на Светиот Дух. Бог е извор на надежта, почитувани пријатели. Овие стихови или овој текст што го прочитавме ни зборува дека Бог е навистина правиот извор на надежта која доаѓа со радост и мир и дека таа надеж се заснова на верата. Токму во денешната главна тема што ќе имаме, ќе зборуваме и ќе слушнете всушност за верата како лично уверување. Без вера, вели Библијата, не е возможно да му се угоди на Бога. Така да нека и овој ден нашите срца бидат исполнети со надеж. Без разлика какви темни, црни облаци ќе дојдат можеби на нашиот животен пат. Да ја гледаме надежта пред себе со очите на нашата вера. А Бог, како што вели овде апостол Павле, ќе не исполни со радост, со мир и со вера во овој незгоден, тежок свет во кој денеска живееме. Постојано судери, постојано војни, постојано некои лоши информации, но Бог е оној кој нашите срце ќе ги смири и ќе ги исполни, како што Павле вели, со радост, со мир, со изобилство. Така да, нека Господ не води и денес. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Татко наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Oh
dadeš za mene. Drži me, da sam blizu do tebe. Ovo je sve što ke bide za mene. Zemi me, po tvoj krilja zemi me. Po tvoj krilja da se skriram, da se smiram, Bože moj. Po tvoj krilja da se smiram, da se smiram, Bože moj. Откровение на светиот апостол Јован Богослов. Увод и поздрав. Видение на преобразениот Син човечки. Тајните на седумте звезди, на седумте светилници. Глава прва. Откровение на Исуса Христа кое му го даде Бог за да го покаже на слугите свој она што треба да стане скоро. И он го јави тоа на слугата свој Јована преку својот ангел кој што го посведочи Словото Божјо и сведоштвото на Исуса Христа и се што виде. Блажен е оној кој чита и оние што ги слушаат зборовите на пророштвото и пазат на напишаното во него, зашто времето е блиско. Јован до седумте цркви што се во Азија. Благодат вам и мир од оној кој е и кој бил, и кој иде и од седумте духови кои се пред неговиот престол, и од Исуса Христа, кој е верен сведок, првороден од мртвите и господар на земните цареви. Нему кој не возлюби и изми од нашите гревови преку својата крв и кој не направи пред Бога и својот Отец цареви и свештеници, слава и држава во веки веков. Амин. Ете иде со облаците и ќе го види секој око, и оние што го прободоа, и ќе се расплачат пред него сите земни племиња. Да. Амин. Јас сум Алфа и Омега, почеток и крај, вели Господ. Кој е, кој бил и кој иде, Вседржителот. И јас, Јован, кој што сум и брат ваш, и соучесник во скрбта и во царството и во трпението на Исуса Христа, бев на островот наречен Патмос заради Словото Божјо и заради сведоштвото за Исуса Христа. Еден неделен ден бев обсемен од дух и зад себе чув силен глас како од труба кој велеше: Јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот. И тоа што ќе го видиш, напиши го во книга и испрати го до седумте цркви што се во Азија, во Ефес и во Смирна, во Пергам и во Тиатир, во Сард, во Филаделфија и во Лаодикија. И се обзрнав за да го видам гласот што зборуваше со мене. И откако се обзрнав, видов 7 златни светилници, а сред 7 светилници еден сличен на Синот човечки, облечен во долга облека до нозете и по градите препашан со златен појас. Главата и косата му беа бели како бела волна, како снег, а очите негови како огнен пламен. Нозете негови слични на светол бакар како во печка вжарени, а гласот негов како шум од многу води. Во својата десна рака он држеше 7 звезди, а од неговата уста излегуваше меч со 2 острици. Лицето негово светеше како што сонцето сјае во својата сила. Штом го видов, паднав пред нозете негови како мртов. Он ја сложи својата десна рака врз мене и ми рече: Не бој се, јас сум првиот и последниот, и живиот. Бев мртов, и ете жив сум за сите векови. Амин. И ги имам клучевите од адот и смртта. И така напиши што виде, што е и што има да стане по тоа. Ова е тајната на 7 звезди што ги виде во мојата десница и на 7 златни светилници
Седумте звезди се ангелите на седумте цркви, а седумте светилници што ги виде се седумте цркви. Верата како лично уверување. Како втор син на првата човечка брашна двојка, Авел е роден скоро на самиот почеток од историјата на светот. Неговиот живот бил краток како здив. Херојски го загубил чувајќи верата во Бога и неговото ветување за доаѓањето на Спасителот. Авел бил првиот човек кој верата во Бога е прифатил како свое лично верување, стекнато, а не наследено. Една од причините за губењето на верата во нашето време е мислењето дека верата во Бога може да помине или да премине од родителите на децата од едно поколение на друго. Но тоа е најголема грешка. Секое ново поколение мора да ја прифати верата како пламен на животот или, воспротивно, жарот на верата потполно ќе се угаси. Кога верата во Бога не би оживеала повторно во Адамовиот син, Авел, низиниот пепел одамна би го разнеле ветриштата на заборавот. Авел прв го применил златното правило на лично истражување на Божите ветувања под лозинката на Библијата. Не гаснете го духот. Пророштвата не ги омаложувајте, се испитувајте, за доброто држете се, вели апостол Павле во Прво Солуњаните 5:19-20. Верата во Бога не се наследува, туку се стекнува со истражување на Божјата реч. Оно што некогаш било добро за нашите татковци, не мора да биде добро и за нас денес. Слабењето на нашата вера често е последица на нашето настојување да живееме во износената облика на минатите генерации и да се грееме на згаснатиот жар од минатото наместо на живиот оган на сегашноста. Авел не се потпирал ниту на верата на своите родители, ниту на верата на својот постар брат Каин. Неговата вера настанала со лично истражување на Божјата реч. Осведочен во Божјата правда, Авел со вера преку неа тој доби сведоштво дека е праведен, бидејќи Бог посведочи на неговите дарови, Евреите 11:4. Верата на Авела била жива вера во Бога како личност. За него Божјото ветување било стварност. Зато со вера Авел му принесе на Бога подобра жртва отколку Каин. Иако Каин се обидел да ја замолкне верата на Авела, не успел во тоа, зашто преку неа, иако мртов, тој
уште зборува Евреите 11.4. Судирот меѓу првите браќа пред вратата на рајот бил судир меѓу вистинската и лажната вера, меѓу вистинското и лажното богослужение, кој не престанал ни до денеска. Во Христово време тој судир се продлабочил во толкова мера што фарисеите, свештениците и книжевниците на јудејската религија со Божјиот син постапиле како Каин со Авела. Религијата на фарисеите била религија на затварање на Божјото царство наместо отварање. Исус им рекол: тешко вам, книжници, фарисеи, лицемери, затоа што го затварате царството небесно пред луѓето, оти нити вие влегувате, ниту ги пуштате да влезат оние што сака да влезат. Матеј 23.13. Христос фарисеите ги споредил со Каина. Библијата ни дава доволно можности да ја споредуваме верата на Каин и Авела како две основни, но спротивни линии на вистинското и лажното богослужение. Каин и Авел уште од раѓањето имале исти можности и способности. Обајцата биле грешници и обајцата го признавале Божјото право на почитување и служба. Гледано однадвор, нивната религија била слична до известна мера, но потоа разликата станувала се поочигледна. Крајната оценка на Каиновата вера и богослужение во животот на фарисеите Исус ја дал со зборовите: тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, оти лицемерно долго се молите на Бога. Адам и Ева на своите синови често им ја повторували историјата на гревот. Никогаш не пропуштиле да го истакнат Божјото ветување за доаѓањето на Спасителот. Единствена нивна надеж била Божјото ветување дека од нивното потомство ќе биде роден Откупителот кој ќе стапне на змијата на главата. Кога Адам покајнички принесувал јагне од своето стадо пред вратата на Едем, му укажувал на синовите, односно на сите членови на своето семејство, на невината крв на Божјиот син како единствено средство за откуп од гревот и смртта. Својата лична вера во жртвата на Откупителот Авел ја посведочил со принос од првините на стадото свое. Принесувајќи првини или жртви од своето стадо, Авел го признал Бога не само како дародавец на сите благослови, туку и како Откупител Христос. Со пролевањето на крвта на невината жртва, Авел исповедал вера во доаѓањето на Откупителот и признал дека како на грешник му е потребна божествена милост и проштевање. Во жртвата на жртвеникот Авел со вера ја гледал жртвата на Голгота, каде што сам Бог ќе се принесе заради неговото спасение. Но додека Авел верувал, Каин се спротивставувал. Наместо да покаже вера во Бога и во неговото ветување, Каин ја проколнувал, односно порекувал не само Божјата правда, туку и неговиот авторитет. Кога требало да даде доказ како го прифаќа Божјиот план на спасение, Каин тоа горделиво го одбил. Наместо жртва од стадо принесол градинарски плодови, газејќи со тоа Божјата наредба. На олтарот на Божјата милост наместо вера ставил своји дела. Така неговата послушност била само делумна. Зато Бог, а на Каин на неговите дарови не погледна милозливо, вели Библијата. Каин се разневил на Авела. Всушност бил гневен што Бог не ги прифатил неговите плодови, тој што ги сметал за достојна замена за жртвата што била ветена. Кога жртвувал градинарски плодови, Каин всушност и се спротивставил на основната библиска вистина за спасението со вера. И во никој друг нема спасение, зашто под небото нема друго име дадено на луѓето со кој би можеле да се спасме, вели апостол Лука во Дела 4 глава 11-12 стих. Но замената за верата во Бога нема. Божјата наклонност не може да се добие со никакви приноси, туку само со вера. Каин сакал да владее дури и со совеста на својот помлад брат. Неговото лажно богослужение не можело да ја облагороди, ниту да ја измени неговата грешна природа. Наместо да го совлада својот гнев,
Каин скокна навела, братот свој го уби, 1 Мојсеева 4:8. Но пламенот на верата навела не можел да згасне. Тој се уште гори и го осветлува не само минатото, туку и сегашноста и иднината. Драги пријатели, секое поколение мора повторно да ја открие својата вера во Бога. И секој поединец мора повторно и непрекинато да ја уживува, инаку таа ќе избледи и ќе исчезне. Од олтарот на минатото треба да го пренесеме огнот, а не пепелта. Истражувам љубопитно, за каква цел ке вреди јас да живеам. Пред срцето наредени стојат многу избори, што да земе, што да остави. Зачекорувам кон иднина, за мене неизвестна. Подигни ме и на нозе исправи ме. Патот заедно да го продолжиме. Пред мене се свиоци, мостови, тунели. Од тебе ќе барам совети. Зачекорувам кон иднина, за мене неизвестна. Секој ден ми треба твоја близина. Гледам во далечина, барам звезда во дука. Те молам, биди моја светлина. Зачекорувам кон иднина, за мене неизвестна. Секој ден ми треба твоја близина. Гледам во далечина, барам звезда во дука. Те молам, биди моја светлина. Те молам, биди моја светлина. Еве полека, почитувани гледачи, се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија Изворна надеж. Би сакал и денеска да ви ја понудиме дописата Библиска школа онлайн, значи преку интернет, бесплатна е. Имаме неколку подрачја на дописата Библиска школа, па еве сега да ја видиме и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството.
Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, после ова реклама, почитувани гледачи, би сакал да ви ја понудам Библијата бесплатно, Свето писмо, книга над книгите. Секој од вас кој сака да ја има, еве како редакција ви нудиме бесплатно, ви ја испраќаме на ваша домашна адреса, по пошта, или нашите соработници ви ја донесуваат, на вашата домашна адреса. Ваше само да се јавите, да напишете SMS порака со вашите податоци, а ние ќе ви ја испратиме. Еве, полека дојдовме до самиот крај на ова наша денешна емисија. Ви благодарам на вашето внимание, почитувани гледачи. Ви закажувам нова средба во наредната емисија со почеток во 9 часот. А до тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.